Добар ден, централно издание на вестите, еве ги настаните на денот. Судењето за убиствата на Вања и Панче пред завршница. Дел од обвинетите бараат да им се суди само за грабнувањата, а дел целосно да бидат ослободени од вина. Јас очекувам и тоа треба да го направи судот, да донесе ослободителна пресуда за Александар. Привремено исклучување на блок 2 во рек Битола поради пожар. ЕСМ се сомнева на саботажа и уверува дека снабдувањето со струја не е нарушено. Новиот министер за здравство најавува решавање на хаосот со паркингот на Клинички, но конкретно решение во моментот нема. Паркингот за жал во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ќе почнеме од базичните инфраструктурни чекори. Судењето за убиствата на Вања Ѓурчевски и Панче Жижовски влегува во завршна фаза. Одбраната на дел од обвинетите во завршните зборови побараа да бидат ослободени од делото убиство и да одговараат само за грабнување. За дел пак беше побарана ослободителна присуда, вклучително и за таткото на Вања Александар Ѓурчевски. Адвокатот на Палевски пак завршните зборови пред судот ќе ги изнесе в петок. Деталите од Михајло Видимлиски. Судењето за грабнувањето и убиствата на Вања Ѓурчевски и Панче Жежовски влезе во завршница. Денеска дел од одбраната ги даде завршните зборови. Адвокатот на Велибор Манев побара од судот да го ослободи од обвиненијата за убиствата, а да го казни само за грабнувањата. Боре Видевски пак, кој претходно негираше вина, денеска преку својата одбрана побара ослободителна пресуда. Неговиот адвокат тврдеше дека целиот случај е конструиран и дека обвинението се темели на признанија изнудени со полициска тортура. Конкретен доказ за вмешаност на обвинетиот Боре Видевски, конкретен друг материјален доказ во вид на ДНК трага или на нешто друго, ние на сето ова судење, на сите овие досега одржани расправи, ние не видовме. Ослободителна пресуда за двете убиства и едно од грабнувањата побара и одбраната на Владко Кешишев. Евентуална вина, како што посочи неговиот адвокат, може да сноси само за грабнувањето на Вања, но секој потек, како што рече, го направил под притисок на Љупчо Палевски. Побара од судот да има предвид и дека поради неговото кајање и совест биле пронајдени телата на убиените. Судот да има во предвид, предпоставуваме дека ќе има во предвид неговиот страф, неговата подчинетост и своевидното заложништво кое што го чувствувал од страна на прво обвинетиот Палевски, па поради тоа како што самиот наведе и действувал по наредби на обвинетиот Палевски. Сметаме дека единствено она кое што самиот Кешишев потврди дека имал учество е во делот на грабнување на оштетената Вања Ѓурчевска. За одбраната на Александар Ѓурчевски, таткото на Вања, обвинителството не успеало да докаже вина кај него. Неговиот адвокат вели докажале дека Александар критичниот период постапил на начин на кој би постапил секој родител во ситуација кога се трага и бара неговото исчезнато дете. Јас очекувам и тоа треба да го направи судот, да донесе ослободителна пресуда за Александар, особено поради тоа што застапникот на обвинението немаше доблест да го повлече обвинението, иако е свесен очигледно дека нема докази. Уште едно рочиште за случајот е закажано за во петок, кога својот завршен збор ќе го даде одбраната на прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Потоа и сите обвинети ќе имаат можност самите да се изјаснат, пошто судијата Ивица Стефановски ќе треба да закаже рочиште за изрекување на пресуда. Вториот од трите блока на рек Битола од утрово не функционира, откако автоматски беше исклучен поради пожар во близина на ормарот за електронско управување. Пожарот е изгаснат, а од ЕСМ се сомневаат на саботажа, но уверуваат дека во моментот има доволно струја и очекуваат надминување на проблемот во најбрз можен рок. Сандра Спасовска. Пожар на дрвени елементи во близина на ормарот за електронско управување привремено го исклучи од мрежа блок 2 во рек Битола. Вака од ЕСМ го појаснуваа денешниот инцидент кој се случи во комбинатот, што доведе до целосен прекин во работењето на рек Битола. Според ЕСМ, пожарот предизвикал зголемена температура, при што се активирал заштитниот механизам и единствениот блок кој работел автоматски се исклучил. Од електрани се сомневаа дека станува збор за потенцијална, како што велат, саботажа, а за случајот била известена и криминалистичката полиција.
Со оглед дека станува збор за потенцијална саботажа, веднаш по настанот надлежните служби на РЕК Битола реагираа согласно оперативните протоколи. По полицискиот увид, стручни екипи од РЕК Битола веднаш ќе започнат со детална анализа за согледување на евентуалната настаната штета и утврдување на точната причина за зголемувањето на температурата. Од опозицијската СДСМ обвинија дека енергетскиот систем се распаѓа, а управата, како што велат со измислени саботажи за РЕК Битола, ја покрива сопствената неспособност. Неспособното раководство на ЕСМ секојдневно го упропастува енергетскиот систем со несоодветно управување. Цела РЕК Битола не е на мрежа поради пожар во командниот ормар од нередовно чистење и неодржување. И за да го оправдаат своето неспособно раководење, прават сензации со наводни саботажи и заплашување на вработените. За ЕСМ зачудувачка е како што вела дрскоста на опозицијата што се осмелува документира за одржување на постројките. Во писмената реакција од електрани велат секојдневно се соочувале со предизвици кои биле резултат на недомакинско и нестручно управување со производствените капацитети во изминатите години и апелираа СДСМ да престане со шпекулации и обвинувања. Во моментов по исклучувањето на блок 2, РЕК Битола воопшто не работи, но од ЕСМ уверуваа дека тоа нема да го наруши снабдувањето со струја. Вела дека согласно планот за производство и онака изминатиот период комбинатот работи со намален капацитет. Блок 1 е во редовен годишен ремонт, а блок 3 е исклучен од мрежа поради намалени потреби од страна на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Од електрани посочуваат дека потребите за струја во државата ќе се обезбедат преку зголеменото производство од хидроелектраните. Во моментов според ЕСМ, хидропотенцијалот е зголемен на околу 50%. Од ЕСМ велат ако има потреба ќе се набавува и струја од МЕМО, а може да се активира и ТЕЦ Осломеј. Македонија да го искористи моментумот и да ги направи потребните измени и реформи за да продолжи по европскиот пат, порача данската министерка за европски прашања Мари Бјере од Скопје. Вели, Данска е подготвена да помогне како иден председавач со Советот на Европската унија, но дека е потребно и земјава да ги направи потребните чекори. Деталите ги има Маја Стојановска. Моментумот за проширување на Европската унија е тука. Ве молиме да го искористите, порача данската министерка за европски прашања Мари Бјере, која е во посета на земјава пред преземањето на председателството со ЕУ од 1 јули. На заедничка пресконференција со министерот Орхан Муртазани, Бјере кажа дека Данска конструктивно ќе работи и помага за потекнување на македонската евроинтеграција, но дека потребно и земјава да продолжи со заложбите за напредок и да направи одредени измени. Моментумот е тука и ве молам да го зграбчите овој момент. И сега со нашето предстојно председателство со Советот на Унијата, ќе ви кажам дека ние не можеме самостојно ова да го туркаме. Ние сме тука конструктивно да работиме со вас. Се гледа дека Северна Македонија има остварен голем напредок, меѓутоа мора да се направат некои измени. Муртазани ја поздрави поддршката на Данска, но сепак нагласи дека европскиот пат не смее да се условува со прашања кои не се поврзани со демократијата, владењето на правото и пазарната економија. Министерот, кој е главен преговарач со ЕУ, соопшти дека владата веќе ги подготвила 3 патокази за реформите во јавната администрација, владењето на правото и демократските институции, како и акцискиот план за заштита на малцинствата што произлегуваат од преговарачката рамка и консултациите за нив се веќе почнати. 3 патокази веќе се испратени во комисијата и се финализираат на дневна основа преку онлайн состаноци со комисијата. Се надевам дека скоро сите 3 патокази ќе бидат завршени, а со тоа технички Северна Македонија ќе биде спремна за отварање на кластерот Fundamentals. Што се однесува до акцискиот план, тоа што можам да споделам е дека испратен е во Советот на Европа, кој што треба да биде разгледан од страна на експерти. Се чека скоро да добиеме одговор за нивни коментари, пошто ќе треба да следи соодветна процедура за усвојување и формално испраќање до комисијата. Пораките кои деновиве доаѓаат од Софија пак се дека Бугарија нема отворени прашања со Македонија и дека Софија нема да испорачува нови услови, ниту пак ќе блокира земјава, но очекува Македонија да го спроведе договорот за добрососедство, преговарачката рамка и 2 протоколи. Ставот на македонските власти е дека Софија треба да покаже на дело дека нема да поставува нови услови и пречки, поврзани со историските и идентитетските прашања.
А данската министерка за европски прашања Бјере заедно со амбасадорката Перниле де Илер Кардел попладнево се сретна и со премиерот Христијан Мицкоски. Разговаравме за европската перспектива на Македонија, за поддршката од Данска на нашиот пат кон Европската унија, како и за можностите за унапредување на билатералната соработка во повеќе области. Ги истакнавме нашите заложби за реформи и европска интеграција. Ваквите партнерства се силна подкрепа за нашата цел за стабилна, демократска и европска Македонија, напиша Мицкоски по средбата во објава на Facebook. Државниот пазарен инспекторат констатирал зголемување на цените на неколку производи, а најпоскапени биле кафето и маслото за јадење. Комплетната анализа за зголемувањето на цените, како што најави заменик министерот за економија Ристевски, ќе биде објавена идната недела. Експертите пак стравуваат дека доколку продолжат немирите на Блискиот Исток, тоа ќе ја подгрее инфлацијата. Јорданчо Цветановски. Значително повисоки цени на кафето и маслото констатирал Државниот пазарен инспекторат, чиј целосен извештај за зголемување на цените се очекува да биде готов во текот на наредната недела. Ова го соопшти заменик министерот за економија Маријан Ристевски, кој запрашан за евентуални нови мерки за намалување на цените на прехранбените производи, кажа дека најпрво ќе направат добра анализа пред да донесат било каква одлука. Вратени се дел од цените на производите како што беше пред одлуката која заврши пред 1 месец и повеќе. Има мало покачување на одредени цени, некои се останати на исто ниво цени, меѓутоа имаме поголемо зголемување на цените на кафето и маслото, кои се брзански производи, зависат од светските берзи. Доколку заклучиме дека има потреба да се донесе нека одлука и мерка, тоа ќе го направиме во интерес на граѓаните и заштита на животниот стандард. Академикот Таки Фити пак на тема цени на производи кажа дека треба да се делува со индиректни, а не со директни мерки. Тој се осврна и на конфликтот помеѓу Иран и Израел и кажа дека ако истиот продолжи, ќе има сериозни импликации и ќе се зголемат производните трошоци на сите бизниси во земјава. Цената на нафтата како еден од основните енергенси е многу значајна, бидејќи таа е инпут во производство на огромен број на производи. Од една страна таа е енергента, од друга страна многу производи, пак да речеме, технолошки базираат на користење на нафта. Пластиката, да речеме, целата е на нафта. Нафтата се употребува дури и во фармацевска индустрија за производство и слично. Инаку мерката за скалесто ограничување на маржите на производите заврши на крајот на април. Од тогаш забележено изголемување на цените на дел од производите, на што реагираа и граѓаните и синдикатите. Од ССМ и натаму бараат намалување на цените на прехранбените производи и не отстапуваат од барањето за минимална плата од 500 евра. Во спротивно не ја исклучуваат можноста од бојкоти и одржување на протести. Се враќаме на политика. Низа пораки меѓу кои неколку упатени директно до опозицијскиот лидер Филипче, но и до функционерите од власта. Упати премиерот и лидер на ВМРО ДПМН од прославата на 35-тиот роден ден на партијата. Им порача да не заборават дека нивните фотели не се поудобни од гајбите пред кооперација, а неговиот опонент Филипче го обвини дека ја кодошел земјава во Грција. Тој пак говорот на Мицкоски го оцени како слаб и со лоши пораки. Елизабета Дамјановска-Спасеновска за ова. Не заборавајте дека фотелјата не е поудобна од гајбата пред кооперација, а уличниот макадам од килимот по хотели и канцеларии, им порача премиерот Христијан Мицкоски на партиските функционери во обраќањето на свеченоста по повод 35 годишнината од основањето на ВМРО ДПМН, што се одржа синоќа во Хераклеа. Ги посоветува и да не забораваат од каде се дојдени, кому му служат и дека еден ден ќе треба да се вратат меѓу своите соседи. Сите функционери во нашата партија мора да бидат свесни дека ова што го работиме не е лична игра, туку служба. Клупата во вашите мала е таму каде што мора да знаете дека еден ден повторно ќе се вратите и ќе мора луѓето таму да ги погледате во очи и со гордо крената глава да им одговорите. Јас го направив тоа за вас. Јас се борев за вас. И да не се срамите и да се криете од нивните прекорни погледи. Мицкоски во текот на своето обраќање посочи дека владата предводена од ВМРО ДПМН работи на санирање на штетите од минатото, на создавање стабилна и предвидлива економија, на отворање на нови работни места,
подобрување на услови за сите работници, посебно младите, земјоделците и пензионерите. Премиерот се осврна и на надворешната политика, при што укажа дека надворешната политика е принципиелна и се темели на заштитата на заедничката историја, култура и идентитет. Македонија нема повеќе да биде земја на понижување и предавство. Нашата надворешна политика е достоинствена, принципиелна и се темели на заштита на нашата заедничка историја, култура и идентитет. Не можеме да дозволиме да не кодошат во странство оние кои треба да бидат чувари на националните интереси. Она што Венко Филипче го направи во Атина, само не подсети дека кодошењето на сопствената земја не е туѓо и не смее да се заборави за да не се повтори. На обраќањето на Мицковски со реакција се јави председателот на СДСМ Венко Филипче. Најдоброто допрва доаѓа, оценува тој, е најлошиот слоган за кампања и подценување на интелигенцијата на граѓаните по 4 години локална власт и 1 година централна власт. Тоа што Мицковски пробува да воспостави авторитарна диктатура во Македонија и тоа што на меѓународна сцена беше откриена таа негова намера, не е кодошење, туку патриотизам. ВМРО, НОП и АСНОМ се генеза на борци против диктатура, авторитарни режими и врховисти. Да се биде авторитарен значи да се биде врховист, а никако патриот. Врховизмот во начинот на владење на Мицковски е најголемото предавство кое може еден македонец да го направи. Од ВМРО ДПМН пак му одговорија дека кога зборува јавноста не слуша план, туку ехо од Дубај. Му порачуваат на Филипче наместо да навива против Македонија, конечно да го прифати фактот дека времето на шминка, лажни пресови и празни флоскули завршило. Реконструкцијата на одделот за физикална медицина во Кочанската болница, неопходна за лекување на повредените во пожарот во Пулске, заврши најдоцна за 3 недели, уверува новиот министер за здравство Алиу. Само неколку денови по преземањето на функцијата, тој најавува и решавање на хаосот со паркингот пред клинички. Деталите ги пренесува Сања Трајковска-Ставров. Докторите и медицинскиот персонал да пропешачат и да не ги паркираат нивните автомобили близу болницата каде што работат, туку да им обезбедиме паркинг надвор од клинички за моментално да се реши сообраќајниот хаос, бидејќи така би се ослободило од 300 до 500 паркинг места за пациентите. Ова е само една од идеите на министерот за здравство Азир Алиу за краткорочно решение на горливиот проблем со непристапноста до болниците на клинички. Ке се започне од основата и ке се мапираат паркинг местата за да се направи добра анализа, па после ќе видиме кое е најдоброто решение, кажа Алиу. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ке почнеме од базичните инфраструктурни чекори активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабока што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со некое оптимално решение, краткорочно уште еднаш, додека долгорочното решение на паркингот зависи и од долгорочното решение на клиничкиот центар. По посетата на Кочанската болница, Алиу вели дека од сега Министерството за здравство ќе менаџира како ќе се реализираат инвестициите и донациите со кои досега се создавал хаос. Иако нагласи дека Кочани е приоритет, не прецизираше дали ќе го одобри барањето за вработување на 6 лекари, од кои 2 физиотерапевти кои итно ги бара Кочанската болница. Итно барат во моментот, во брифингот ви го кажав, од цела држава. Имаме институции кои што исто така да не заборавиме, значи ние како Министерство за здравство во фокусот ни се ние Кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на државата. Во почеток секој сака да помага, идејата е да направиме рамка за движење на сите процеси. Новиот министер за здравство најави дека во Кочани за младите ќе се гради модерен и иновативен центар за развивање креативни идеи, бидејќи како што порача, ним им треба место каде што ќе можат да се релаксираат.
А 3 месеци по трагедијата во Кочани, неколку угостителски објекти и понатаму работат спротивно на закон и без потребните стандарди, тврди веде градоначалникот Венко Крстевски, кој до обвинителството поднесе кривична пријава за узурпација на јавна површина. Во меѓувреме продолжуваат и меѓупартиските препукувања. Од СДСМ и понатаму обвинуваат за селективност во истрагата, од ВМРО ДПМН ги демантираат нападите. Дејан Трајковски. Незаконски угостителски објекти добиваат приклучоци на струја, а кујните со бројла до фритези имаат хасап дозволи, обвинува градоначалникот на Кочани Венко Крстевски, кој вели дека 3 месеци по трагедијата се уште има угостители кои узурпираат јавен простор, работат незаконски и спротивно на стандардите, за што денеска им поднесе кривична пријава до Кочанското обвинителство. Државниот пазарен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство и останатите институции пак ги прашува зошто и натаму се толерира ваквото работење. На угостителите кои што работат незаконски и нерегуларно, побитен им е личниот профит отколку безбедноста и здравието на граѓаните. Загрозени се жителите на тоа подрачје, меѓутоа загрозени се и посетителите на нивните објекти. Трагедијата која што се случи во Кочани е плод на институционални пропусти и корупција која што се случувала сите овие години. Жал ми е што многу угостители се уште не се освестуваат, меѓутоа жал ми е што и многу институции се уште не постапуваат соодветно со нивните надлежности. Во меѓувреме, опозицијската СДСМ продолжи со пресконференциите на кои обвинува за селективност во истрагата за трагедијата. Тие тврдат дека началникот на СВР Штип Дејан Салтировски не бил опфатен со истрагата, односно како што велат, власта го штити началникот бидејќи фирмата на неговата сопруга Салтировски консалтинг, а и лично таа, биле донатори за кампањите на ВМРО ДПМН. Дали ова компанија водела фиктивно сметководство за компаниите Classic Doyle и МММ Doyle, кои управувале со дискотеката Пулс на газда Деко? Дали со транчи од Деко на Салтировски консалтинг Дойл од Делчево се исплаќал договорениот паушал за полициска заштита на Пулс? Дали Салтировски консалтинг Дойл била вмешана и во скандалот Делчевски ниви, кој магично исчезна од судските процеси? Конечно, дали овие пари од Деко завршувале за финансирање на кампањите на ВМРО ДПМН? Од ВМРО ДПМН одговорија дека никој не е поштеден и дека не се води селективна правда, а СДСМ го обвинуваат дека ја злоупотребува трагедијата во политички цели. СДС имале состанок на кој присуствувале повеќемина од раководството и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период. Ова е одлучено и покрај обидите на неколкумина да укажат дека ова не е совесно, ниту пак честно и морално, да се тера кампања за оваа трагедија, во која има починати 62 лица. Ова е доказ дека СДС не знае за основни вредности. Инаку, со обвинението кое го покрена Кочанското обвинителство, опфатени се 34 физички лица и 3 правни лица. Втората истрага пак ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и во неа досега се опфатени речиси 30 поранешни и сегашни полициски функционери и службеници, но таа се уште трае, а рокот за поднесување на обвинение е до октомври. Во Подгорица потпишан меморандум за соработка меѓу Министерствата за јавна администрација на Македонија и Црнагора, со што се формализира соработката меѓу двете министерства во насока на дигитализација и професионализација на администрацијата. Министерот Минчев за време на престојот го посети седиштето на Респа во Подгорица. Од Црнагора известува Здравко Димитров. Министерот за јавна администрација Горан Минчев го потпиша меморандумот за меѓусебна соработка со црногорскиот министер Мараш Дукај и со ова официјално се формализира соработката помеѓу двете земји во клучните области, како што се дигитализација, професионализација на јавната администрација и доброто управување. Како што рече Минчев, Македонија ја препознава улогата на Респа во регионалната интеграција и ја поддржува нејзината мисија како простор за иновативност, знаење и институционално зајакнување. Ова соработка сакаме да интензивираме, да биде на едно повисоко ниво, да биде почеста, да биде подинамична, со цел да го забрзаме процесот, толку значајниот процес кој што го отвара патот кон Европската унија, тоа е реформи во јавната администрација. Црна Гора и Северна Македонија немају никакви отворени питања и само оваквим заедничким радом и активностима можемо
постици заеднички цели. Директорката на регионалното училиште за јавна администрација Маја Ханџиска Трендафилова каже дека РЕСПА организира серија обуки за размена на искуства и практики. Таа ја оцени зголемената регионална соработка како позитивна и рече дека е потребно поинтензивно заедничко продолжување по евроинтегративниот пат на земјите од регионот. Со оглед на тоа што предизвиците, но и можностите поврзани со креирање на една професионална, компетентна, отворена, сервисно ориентирана јавна администрација се многобројни, навистина остануваме посветени и на реформите, и на стандардите, и на принципите на европскиот административен простор. РЕСПА е регионална организација која што е основана од страна на Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија, а посетата се совпадна со подпишувањето на меморандумот за соработка меѓу Министерствата за јавна администрација на Македонија и Црна Гора, зашто како што оценија од Министерството се потврдува силната заложба за регионално поврзување и координирани реформски напори. Невреме се приближува кон Македонија, известуваат од УХМР. Од денеска попладне и во вечерните часови ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме со изолирана појава на град. Поради тоа, од УХМР предупредуваат во случај на појава на електрични празнења да не се престојува на отворен простор и под осамени дрвја. Денес во попладневните часови и во вечерните часови ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе имаме и поинтензивни процеси во форма на невреме со изолирана појава на град. Денес дневната температура ќе биде во интервал од 29 до 35 степени. И во следните 2 дена ќе се задржи топло време, сончево, со мала до умерена облачност, а особено во петок повторно ќе имаме нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во форма на невреме со засилен ветер и изолирана појава на град. Александар Видиновски вечерва ве води низ новото издание на Самовистина. Се гледаме и во вечерните вести. Останете со Канал 5.